Спремни? Спремен, удри. Спремни? Јас не слушам турбофолк. Да, не слушат, меѓутоа сите се веселат на него. Јас да имам многу пари, Ограничени, само жена со жена може вистински да се поддржи. за секој воз има патници. Може татко ми да потврди тука е. Кај нас престише да се биде во центарот. Ајде дечки, раце горе. И не може да направите свадба со джез. Еве ексклузивно кај тебе во емисија. Многу филозофија, многу тешки прашања. Вака за Великден. Едно машко не ги скрши Да. јајца. Срамота е да изгубам мислама. Здрава Македонија, тука е вашето милено девојки во вашето милено шоу. Или стар шоу, како што би сакала и ти сама да кажеш, Емче. Добро вечер, драги мои македонци, на овој прекрасен ден, Великден. Нека ни е за многу години на сите нас кои што го славиме и нека носи само радост во сечи дом. Секако за нашата денешна прекрасна празнична емисија имаме исто толку и добри и прекрасни гости, наши ете така, наши прекрасни музички артисти кои што имаат различни стилови на музика и токму затоа мислам дека оваа емисија ќе биде исклучително добра и поразлична од се она што до сега сте го погледнале. Затоа ќе започнеме со човекот кој што е миленик буквално на сите генерации, но особено го почитуваат луѓето кои што си ја почитуваат и традицијата. Човекот чии што фолк хитови се пеат во еден глас или Јордан Митев. Здраво, здраво. Вака како джентлмен. Како си, Јордан, дали си добар? Одлично. Ти За благодариме. новогодини празникот, Христос воскресна и За вистина воскрес. благодарам за честа што еве сум ваш гостин на овој убав ден. Повели со нас, придружени се, а секако друштво на Јордан ќе прави и една наша млада, модерна и опасно самоуверена македонска пеачка Лара Иванова. Повели Лара. Здраво, Здраво, супер, како си? Супер. Како си одлично. прекрасно изгледате двајцата. Фала исто и вие. Секако. Фала Ајде ти. повелете да си седнеме, Емче може да си одиме на нашите места. Епо официјално добре ни дојдовте во нашето студио и многу ми е драго што еве оваа великденска празнична ноќ ќе поминеме заедно во едно прекрасно друштво. Јордан, јас не можам а да не кажам уште на почеток. Наздрави за љубов. Наздрави за среќа, наздрави за секој ден. Животот е еден и тој не вреден, ако не го живееш. Уште еднаш. Наздрави за љубов, наздрави за среќа, наздрави за секој ден. Животот е еден и тој не вреден, ако не го живееш. Животот е еден и тој не е вреден ако не го живееш. така е. Ете, токму така. Еве на овој прекрасен ден, кажете ми вие како ги поминувате празничните денови? Па кај мене најчесто за овој празник е доста така и празнично, фамилиарно, меѓутоа и работно. Обично околу празникот сум доста ангажиран. Синоќ имав настап, денес пред емисијата настапував, така да Така. најчесто во изминативе години за Великден бев надвор од Македонија, меѓутоа еве сега оваа година сум овде. Така да, но секое слободно време, бидејќи Великден се празнува 3 дена, Така е. значи го поминувам со семејството, освен со публиката. Лара ти? Јас дефинитивно како и секој празник заедно со мојата фамилија, со најблиските. За мене не е работен, обично гледам да сум дома со моите родители, со мојата фамилија. Меѓутоа може да се случи да отидам до студио и да снимам некоја песна, па може да ме фати некоја еуфорија од празникот. Меѓутоа Сега- со најблиските дефинитивно. Во недела за Великден баш сигурно не одиш во студио да снимаш зависи. песна. Се шалам, се шалам. Баш за Великден. Никогаш не е касно за Верници ли студио. сте? Да. Јордан, Извини? дали сте верници? Секако, апсолутно, да. Секако сега нели не треба човек да се фали со тоа колку голем верник е, меѓутоа ја почитувам нашата вера и се трудам да бидам колку што е можно праведен. Сега сите грешиме, меѓутоа Великден и Божик се нашите најголеми христијански празници. Великден и можам да кажем и уште поголем за тоа што тоа е Воскресението Христово. Така да секогаш овој празник носи една убава
атмосфера, многу љубов, Така е. како да речеме кај публиката кога настапувам, така и секако дома со семејството. Така да можам да кажам најомилен празник, период од годината кога навистина уживаме. Така, а за Великден, обично уште кога сме биле мали, нели ни било оно најинтересно да кршиме јајца. Па јас сакам да ве прашам, кога сте биле мали, никогаш сте мамеле или нешто, пример, знаеш како? Мене ми текнува порано во основно училиште, кога се кршевме со јајца. Баба ми имаше едно убаво црвено јајце, ама дрвено. И ми рече, Лара, еве ти обични јајца, ама еве ти го ова дрвеното, маца да им направиш шега во училиште на другарчињата. И јас го земав. И почнавме да се кршиме и тука сите, леле, како победува, што е со јајцето, ствари дрвено јајце. И на крај открив, ама при крај го искористив, кога веќе остана неколку јајца неискршени. На шега, нормално. Да. Јордан, ти си мамел? Па секако, како деца, секој дете нешто гледало да направи некоја финта. Имало такви моменти, се сеќавам, кај нас јајцето ќе оставевме во фриждер. И тоа кога е замрзнато е нормално, нели? Во замрзнувач? Во замрзнувач, да. Ова не сум го правила. Тоа тогаш јајцето потврсто и нормално. Тука водиш секако. Добри совети ве дадовме за тие Ти си што мамела? Не, јас па не. Честно. Јас сегаш па не дека не сум сакала, можеби, ама не ми текнало. Да. Мислам за тоа треба некогаш и да ти текне, реално мене не ми текнало. А добро, можеш Јајцето и ви ставам сега, во- оваа година. Оваа година може така да направам. А исто Добро, за тие работи машките се покреативни. Исто уште нешто ме интересира. Зошто всушност сите се бориме јајцето да ни остане неискршено? Што има ли некое верување во тоа? Знаете ли, сте прочитали ли? Јас не знам. Па не знам. Па не, најверојатно јас не ете тој што има да речеме здраво јајце ќе биде наводно поздрав, да речеме. Ете во таа некоја насока. Ја мислам дека некоја среќа носи. Или не знам. среќа Да. може да се толкува. Но генерално се е тоа околу, да речеме, околу јајцето, кој каква среќа има, да речеме, колку кај нас велат или јајцето е коч, или не е коч. И ајде То да така. видиме сега, затоа што јас са бајле ги подсукав ракавите, Бога ми направи великденски јајца, да видиме дали јајцето е коч или не е коч, Ајде, види. или Ајде. кој ќе има најголема среќа годинава. Емче, придружи ни се тука, Ајде ќе видиме. еве Ајде. вака да ги покажам великденски црвени Каде јајца може да- направи. Еден аплауз за Ивана. Не, вака стои дека Емче ќе има коч, јас мислам. А, Емче? Па јас мислам Ајде, исто. еве, тоа што ќе оставя за мене, повели Емче, кое го сакаш, еве вака, ајде, немој така со такви работи за Ајде, празник. прво, еве Лара, Може. Хала. за мене што ќе остане. Еве ова ќе го земам јас. Ајде јас да видам, еве јас ова ќе си го земам, нели? Јордан како последен повели. Ајде сега, кој со кој? Ајде јас со Лара, Јордан и Ајде. Ајде. Ајде да Ајде видиме. прво да Ајде. почнеме вака. Хајде Гласа со Јордан. Ајде. Спремни? Спремен, удри. Спремни? Удри. Видиме. Полека само. Ујде. Полека. А? Имаш уште една страна, Емче. Уште една. Yes. Сега ти лежи сега. Ти одоздолу. Сега ти одоздолу. Не, вака. Вака ќе го... Не вака, вака. Е, така. Спремна? Хајде. Мижи. Ајде. Ништо Емче. Извини. Копираш. Лара, глава. Ајде. А ова поводителски изгледа не ни оди. Стварно, стварно. Јас мислам до тоа, Ние ајде. гостите. Ајде. Сврти од Чекај, другата вака? страна. Да. Абе, Што тебе ти? повторно се обидува да мами. Не. О, Добро. Сега- Сега останува со Сега Јордан да останавте вие видиме. сите скршени, моето остане здраво. А, не, сега двете страни, ајде. Е сега, кога сакаш да мамиш, уште една финта ќе ти кажам. Значи, ако овако чукнеш малку од страна, и секој да ќе се скрши. Добро. Тој што сака да направи. Меѓутоа јас не сакам да видам кој е Сега посилен. каква видиме. држа. Сега, џаба. Ајба, Ништо, Емче, јас. значи, Среќа година, сепак среќа ова е... година. А, Да ние видиме останавме. сега. Да, сега Добро. јас кршам, Ајде. така? Одиме во дуел. Честитки. Жив и сега, здрав. гледате? Гледате Јас сега. и тука ќе кажам и тебе жив и здрав. Честитки, Јордан. Фала. Еве го царот.
Да. Царот Неготински ете има кој таква ќе има една среќа песна, не цела знам дали ја година. знаеш. Да. Ја знаеш? Како не? Царот Неготински, јас сум од Неготино иначе. Вистина? Да. Не знаеш. Затоа иначе немаше да знам царот Неготински. Браво, Јајцата значи си се ваши, ќе си ги земете после, Емче веќе си го присвои да не го украде некој, знам ја што е. Така ли, Емче? Така Дали е. може кога веќе стана збор за Великден да ја слушнеме од Джокси, мислам дека таа песна остана така некако како Таа е Evergreen. Evergreen, Поготово точно. за Великден, оди вака. На Великден сум се заљубил, на тој голем ден христијански. Ајде Боже ти ми помогни, кажи каде да ја најдам. Ајде Боже ти ми помогни, кажи каде да ја најдам. Браво. Ето, Мислам така беше, нели? Така е, апсолутно е така. Не знам, мене ми е една од омилените песни, валјда дека не знам сме пораснале со таа песна за секој Великден. Таа песна се слуша и тоа една недела пред Великден и една недела после Великден. Така што браво за Джокси што направил еден таков хит. Мислам, Апсолутно, во секој тоа е случај. песна за многу години. Може да почнеме сега со неколку прашања кои што може да не бидат во празничен дух, но ќе бидат во дух на музика, дух на живот и се она што го живееме. Јордан, вака сега како затоа што имаме различни генерации, јас сакам пример еве тебе како поискусен секако да те прашам на почеток. Што мислиш денес што повеќе се почитува? Изгледот или гласот кој што го има човек? И која музика е поприфатлива во денешно време? Па види, тоа е релативно, зависи кој што сака, за вкусови не дискутираме, меѓутоа за кога правиме овој за почитување, важно е во професионалните води апсолутно се и да се изгледа пристојно, да речеме сега секој не може да биде не знам каков модел, меѓутоа да се изгледа пристојно и нормално за квалитетите да не разговараме кога е во прашање музиката. Освен музичките квалитети, значи многу се важни интелектуалните капацитети, Така е. познавања. Така да бидејќи кога човек се обраќа, кога пее песна, вие праќате одредена порака на луѓето. А кога имате повеќе песни, вие праќате многу пораки. Така е. И ако тие пораки кои што ги праќате не кореспондираат со вашата личност во приватниот живот, кога тогаш тоа некако ќе се прекрши и тоа нема да биде вистинско како што треба да биде. Затоа големите артисти, кои што се, да речем, кои што останале цел живот големи, тие се големи и во приватниот живот, меѓутоа и во професионалниот. Па како викаат, пример, големиот човек е и добар човек, знае да се однесува добро со сите луѓе, не само со одредени луѓе. Така може и да се препознае. Прво, значи за долгорочна Така, кариера. така. Сега, но нормално некогаш одреден изглед во одреден момент нели ќе биде атрактивен, меѓутоа ако тоа не е подкрепено со тоа вистинско што треба, значи тоа е краткорочно. Лара, ти што мислиш, вашата генерација, сака ли успех преку ноќ? Сака ли побрзи, веднаш видливи резултати? Затоа што, пример, јас можам да гарантирам дека претходните генерации што твореле музика, не ни очекувале, не им ни паѓало на памет дека веќе утре дента може да биде нешто хит, затоа што требало време. Сега е малку изместено тоа. Што мислиш ти на ова? Да, дефинитивно мислам дека многумина очекуваат да имаат успех преку ноќ и веројатно големи се шансите дека ќе добијат некој успех, меѓутоа тој ќе биде само во моментот. Тоа може да трае неколку денови, недели, месеци, меѓутоа за да имаш убава кариера, зборам на цврста кариера што ќе ти донесе вистинска слава, мислам дека морам да си многу константен, постојано да вадиш музика, да имаш настапи, да имаш конекција со публиката, затоа што преку ноќ да може сега со социјалните мрежи да отиде некое видео што викаат вајрал и да те видат многу луѓе на социјални мрежи, меѓутоа мислам дека тоа не е таа слава која што како што спомна наназад генерациите ја добивале и мислам дека колку и да се трудиме преку социјални мрежи да направиме хит и така да
да ја дознаат песната луѓето. Мислам дека сепак не е доволно само една песна да знаат. Мислам дека треба многу работа за да стигнеш до едно ниво кога луѓето ќе си кажат стварно таа е звезда, има постигнато многу успеси за неа и со право е на тоа место на кое што е. Така да сметам дека сите артисти кои што се моја генерација и помлади, мислам дека стварно мораме што повеќе да работиме за да стигнеме до тој левел. Дали би направиле песна или би отпеале песна која што не кореспондира со вашиот карактер, со оно што вие сакате да слушате, со оно што вие пеете, со оно што вие сте, со вашата личност всушност. Еве на Лара тука ќе отстапам простор прво заради тоа што ми имаш само некој одреден стил и од тој не отстапува ни горе ни долу. Туку тој е. Па јас дефинитивно имам одреден стил, точно знам што ми се допаѓа, што не. И често некоја песна дури да знам дека подобро ќе помине, ако не се совпаѓа со мојот карактер, просто мислам дека не е убаво да им представувам нешто што не сум јас. Например, не знам, ми се случило да слушнам песна која што премногу ми се допаѓа, меѓутоа ако не одговара на артистот, во иднина луѓето ќе очекуваат да вади што повеќе такви песни. Музика. И сега, ако самиот не е комотен во тој стил, мислам дека нема нешто полошо. Дефинитивно би сакала да направам посмели чекори, меѓутоа мислам дека сето тоа доаѓа со време. Мислам дека треба поспоро да се движам, меѓутоа да правам сигурни чекори. Така да со тек на време ќе видам, меѓутоа секогаш би бирала да се осеќам комотно во тоа што го работиш, во тоа што го работам. Види, се доаѓа со годините. Значи, како ќе се озрева, така ќе се менуваат и мислењата, така ќе се менува и вкусот. Да. Се надам на подобро. Значи, така и јас 20 години веќе работам, снимам активно, настапувам и сигурно дека самиот кога ќе се погледам тој што сум бил на 19 години кога сум почнал да снимам и сега, значи не е исто ништо. Човек созрева, се надградува и тоа е нормално кога работиш професионално. Би се пронашол Кога- во некој рап стил. Рап стил сигурно тоа не би била, ако имам некоја таква комбинација, тоа би била комбинација помеѓу мене, тој таков каков што сум, и некоја момче или девојка без разлика што е во тој стил. И би се така. направила некоја комбинација која што тоа е доста атрактивно и впечатливо пример. Тоа е правено А ти не би го пати. отпеал тоа? Не, па нема логика тоа, мислам, тоа. Па не знам, Да. не знам ни како би звучало баш. Не, значи сепак сите постапки треба да бидат оправдани, Така. а конкретно пример за таков стил тоа би било оправдано само кога ќе се направи некоја спојка интересна пример на рап со фолк. Така. И тоа е доста атрактивно на Балканот. Затоа што сепак ние сме ова е Балкан, ние колку и да сакаме да пласираме, тоест колку и некои да сакаат да пласираат нова музика која што е многу порано направена од кај нас и многу порано излегуваат таму хитовите и таму се креираат сите тие ритмови и стилови. Сепак ова е Балкан. Традицијата, ние можеме да еволуираме, да се надградуваме, меѓутоа основата е таа. Ние имаме многу богат фолклор, не само во Македонија, на ниво на цел Балкан. И тоа кога ќе се искористи во некој модерен ритам или во некои модерни форми, знае да биде многу интересно не само за Балкан, него и за светско ниво. Апсолутно се согласувам со тоа. Сега ќе те прашам пример, кој е твоето мислење, еве, сигурно користиш социјални мрежи, претпоставувам. Секако. И еве пример, кога ќе излезе некој анонимус лик кој што станал славен на TikTok. Добро, И тој пример сите песната реално ја знаат луѓето, ја пеат. добро. Како гледаш на пример тој вид на успех? Во последните години, од кога јас работам, излегува многу имиња кои што во момент за многу кратко време достигнаа голема популарност. Да не ги именувам имињата и презимињата, меѓутоа како што светна, така и ги снема. Така да моето мислење е дека се што е направено како на среќа, тоа е како, знаете, лото, Лотарија, да. ми се погоди. Така е. Не знаете. Обично таквите успеси знаат многу лесно и да згаснат, бидејќи градењето на кариера е еден многу
долг и макотрпен процес, тоа сум го кажал многу пати. Значи, а професионалец не се станува така лесно само со некој не знам, некој вирално видео или не знам што. Професионалец се станува кога ќе дојде некој и ќе плати билет за вас. Да. Или кога ќе дојде, ќе рече, пример конкретно за мене, сакам да дојдеш да пееш на мојата свадба, која што се прави еднаш во животот. Или тогаш станувате професионалици. Кога тоа ќе се повтори многу пати, по 10, по 100 пати, тогаш веќе сте станале професионалици. Тоа што станало нешто вирално, па може и најголемата глупост да стане вирална. Така е. Тоа не значи дека е популарна, тоа само значи дека е голема глупост, па е интересна во моментот. Користиш TikTok? Тоа значи дека Да. е популарно, ама не Не очекувам да кажат да. Да, значи дека е популарно, ама не се што е популарно е квалитетно. Така мислев, тоа да. мислев, не. Се согласувам. Напротив, целосно, мислам, има работи нели кои што станале популарни и тие се популарни и на TikTok и на таму и ваму и на сцена. Да. Тогаш е тоа вистински успех. Така да тоа е моето мислење. Сега сакам да ве прашам вака, што мислите, која публика е понапорна? Онаа публика која што слуша народно или онаа публика која што слуша модерно? Вели, нема напорна публика. Нема, да, тоа јас ќе го кажам. Нема напорна публика. Јас велам, за секој воз има патници. Така и за секој стил на музика, без разлика, значи јас почитувам се. Ништо не е за мене поважно или помалку важно. Се што е добро и професионално, има за него публика. Така да, тука нема напорна или ненапорна. Или уживате во тоа, или не уживате. Конкретно јас кога настапувам, тоа се луѓе кои што уживаат во моите настапи, во мојата песна. И се што тоа го презентирам, значи се веселат луѓето, пеат од срце, плачат од срце на моите песни. Ужива во таа програма што му е презентирана. Некој ужива во фолк, некој ужива во не знам, во рап, во ова. Да, апсолутно. Накратко. Јас би рекла дека публиката е нешто најубаво што може да го имаме, затоа што ние музика правиме за публика. Апсолутно е И без разлика, може и на свадба да се случи да побараат некои песни што нели сака да ги отпееме или било што. Мислам, ја не настапувам на свадби, меѓутоа и на настап да се случи да побараат песна. Нормално се случува различни карактери, се со многу луѓе се сретнуваме, нормално. Меѓутоа, пред се, јас во глава си ставам дека луѓето дошле да ме слушнат и пред се прво ги почитувам без разлика дали некој е по-напорен, што би рекла. По-нападен, по-зборлест, можеби ќе сака буквално да остане со тебе во моментот и само да збори, а ти мора да се посветиш на повеќе луѓе во моментот. Меѓутоа, јас само гледам дека тие дошле да ме слушнат и мене само тоа ми е важно во моментот и гледам да ги испочитувам. И ви исполнува. Да. Добро, тука имам сега едно прашање вака. Лара, како се однесуваш на настап? Значи, полн е клубот, салата, било каде и да настапуваш. Никој не реагира. Сите стојат и кјутат. Ништо штам. Како реагираш во тој момент? Па излегуваш на сцена и до тебе, во тебе е енергијата. Значи, често пример, не се случува секоја публика да реагира исто. Мислам, сме настапувале, најчесто настапуваме јас и Пајак заедно и до сега имало публика и која што предобро реагира, имало и публика која што била така по немала реакција некоја на некои песни, поготово доколку не ги знае, ние настапуваме со наш репертоар, со наши авторски песни и нормално е некојаш да не ги знаат песните. И сега во тој момент меѓу песните мора да збориш: ајде дечки, раце горе, ви се свига ли атмосферата, мора да некако со нив да имаш комуникација, па и измеѓу песни нешто да кажеш, да ги потсетиш: ова е моја прва песна, би ми било мило доколку ви се допадне, нешто слично. И интеракцијата е најбитно нешто, затоа што кога искочиш на сцена и ти ако само си ја пееш песната, тие ќе си кажате: добро, она си ја испеа, ама некако како да не ни ја пееше на нас. И сега, нормално на почеток е многу тешко дури да се приспособиш на тој процес, дека мора со нив цело време да имаш интеракција, цело време баш онака да ги гледаш и како да им пееш од душа. Најчесто и тоа, пример, мене ми се случувало на почетоците, пеам и
гледам негдека на страна или некако не перцепирам кој е пред мене, меѓутоа гледам сега, кога излегувам на сцена, буквално ги гледам децата и они се во први редови најчесто и буквално клекнувам до нив, им пеам, знам да дадам микрофон, да, некојаш со телефони се па успење, се снимаме, се сликаме, гледам да имам што повеќе интеракција со нив и тоа некако ќе им направи поголема желба тие самите после тоа да те побараат на YouTube Така пример и да пишат те оваа песна ми беше интересна, сега да, ќе сакам да ја научам и тоа приметувам од настап на настап, се повеќе и повеќе се запознаваат со музиката која што ја правам, така се справам. И да продолжиш така, ти благодарам на одговорот. Сега имам тука за Јордан. Имам прашање за Јордан. Јордан, како се справуваш кога некој фан е премногу нападен? Еве, сега зборувавме на кратко. Пример, ќе дојде и од што како побратими да сте. Ке те гушне, не се мрда од тебе. Па добро, имало такви многу ситуации, меѓутоа мене тоа не ми смета. Не ти смета? Не ми смета. Секога некој ќе дојде, ќе ве поздрави. Сакаш да си одиш дома, ама она не ти се седи. А тој те фатил тука од што сака да си разговара со тебе, а ти сакаш да си одиш дома. Што правиш? Да, па ништо, мислам, ќе му посветам на човекот колку што можам време. Сега, ако веќе епте работата дојде до немај каде, нормално ќе најдеш некој, да речеме, културно пристојно оправдание да се повлечеш, не на начин кој што не доликува, бидејќи некој кој што дошол да ве поздрави или кој што дошол да се фотографира. Значи, треба да го испочитувате максимум тој човек, бидејќи тој сака фотографија со вас. Значи, тоа е многу голем комплимент. Така да, и тоа е многу важен дел во оваа работа. Така на мене не ми смета, никој не ми смета, и дури и такви луѓе кога има. И верувам дека тие тоа го прават од срце, тие на тој начин ја покажуваат нивната љубов, почит и така. И почит кон она што го творите, правите и кон вашата личност. Некогаш и луѓето се поврзуваат и со личноста, некогаш не е ни само музиката, песната или еве пример емисијата во мојот случај. Некогаш луѓето се поврзуваат едноставно кон личноста и тоа е тоа. Дали сте перфекционисти? Зависи. Знам да бидам, ама сваќам дека некои работи се многу подобри да не се перфектни, да не се совршени и само ги оставам пример на моментот. Еве и за песна некогаш. Браво, што можеш. Се случило пример, снимам песна и некој збор дикцијата не ми е доволно добра, ама има таква емоција што просто си викам, ако го сменам повеќе да се разбира, пример, нема да осеќам таа емоција. И сега некогаш треба да знаеш и ти да се повлечеш и да кажеш добро, не мора се да е перфектно. Јас го имам тој проблем. Бидејќи јас сум автор на моите песни, и не сам автор, него изведувач, и тогаш многу работи ги слушате во себе или ги чувствувате, а надворешно кога слушате нешто друго, тоа внатре знае да прави конфликт. Така да јас сум имал ситуации кога за една песна сум се враќал за многу мали ситници кои што никој не може да го премети, бидејќи тоа е тамо некоја милисекунда која што за мене ми прави проблем. Така да сум се враќал да правам ремикс. Сум имал ситуации ќе го објавам видеото со се песна. Бриши. И ќе преспијам, па сум го повлекувал, наново го сум реаплодирал. Така да, тоа е мој проблем кој што го имам веќе 20 години. И тоа е добро, бидејќи само така човек може да се надминува самиот себе. Искрено, тоа е малку мака. И јас сум перфекционист, ама тоа е мака. Мака е да си перфекционист. Она, не можеш ни да го објасниш на луѓето кои што не се, дека едноставно не знам што се случува во организам, во тело. Не е едноставно да си перфекционист. Не е едноставно, да. Меѓутоа е добро и таа е позитивна мана која што имат сите добри професионалци. Да. Добро, сега јас тука сакам кога веќе сме кај перфекционизам да слушнам, многу перфектно ми звучеше како отпеавте една прекрасна песна заедно. Ти си немир што ме тера да се премислам, да верувам во љубовта, да научам да простам
што секој простува и барем еднаш се покајува. Е да најдеш некој повод или причина на полнок да ме разбудиш, ке откриеш во очи дека било вистина, што вела дека пак не залюби. Браво. Мислам дека ќе го отпееш и другиот дел. Секоја ви чест. Браво, значи прекрасно звучите и да ви кажам искрено гласовите, не знам како се кажува Па тоа еве Лара има музички, но покана ако сака некоја фолк песна, комбинација со нејзиниот стил. Ако испланирам да скренам од мојот пат, кажа зашто дека да не? може да се прават некои комбинации, така што еве вака, испеавте многу убава песна и јас сакам тука веднаш да ги поздравиме нашите Ада Велнес и да подариме по еден ваучер за вас. Ада Велнес е салон за разубавување, не само за жени, туку и за мажи, така што Јордан ти препорачувам, повели 6000 денари. Благодарам. Има таму буквално ако ништо друго, релакс масажа можеш едно да направиш. Одлично. Ларче, Значи ќе тебе ме има. направа да не можеш дома да ме познаат. Нема тука ботокси, нема филери, нема ништо такво, туку баш сесија како што треба. Тука ќе ги поздравам и нашите пријатели од Корнелијас. Не знам дали ги пробавте вие чоколадцата, но се многу убави. Како и да е, јас ви припремив туку уште по едно подароче. Ова е едно сладко задоволство. Благодарам. Јадите благо? Фала ти многу. Да, многу. Јадите ролери? Ме погоди. Знаете кои се ролерите, оние што се Да, полни со чоколада? да. Па, тие се Корнелијас. Всушност така што не се сомневам дека ќе ви се допаѓаат. Секако тука продолжуваме со подароци од нашите Аджико Home Center, кои што имаат се за нашите домови и градини. Ова се само дел од кујнските, не знам, работи кои што ете жените, особено ние сакаме да ги имаме во нашата кујна, но не е само тоа. Имаат украси, еве овие великденски декорации, имаат буквално се што може и не може да ви текне на памет. Па дури имаат и за кола, оние што се долу патосници, буквално се. Аджико спремија миксер за Лара. Лара, дали готвиш ти нешто со миксер? Готвам со мајка ми палачинки која прави. Навистина? Баш ми е драго. А Јордан, Ќе ти се не знам најдем дали сакаш печено лепче? Убаво е. Убаво е? Да. Еве вака, јас се надевам дека ве погодив со подароците, повелете. Фала. Фала. Сега дали сте спремни да ве прашам за нашата, еве, друга убава половина или Емче? Емче има некои прашања кои што ги има спремено за вас, па да поканиме што мислите да дојде со нас. Ајде, Емче, повели. Ајде. Здрава Македонијо, вечерва во мојот сегмент Мама Драма имаме два сосема различни света. Маж кој представува традиција, емоции и безвременска музика. Јордан, како се чувствуваш денес Одлично. во нашето убава студиото? Одлично. Одлично студио, Со три прекрасни убава дами. дами. Значи нема побаво, не може да биде побаво. Да. Кога е во прашање емисија зборувам. Добро, Да не бидам погрешно сватен. добро, Тоа е што е Јордан, широко. Одма наслов. добро. Ма се дадов по објаснување. Така е, така е. Да. И жена која ја представува новата генерација, храбра, видлива и без извинување. Фала ти. Без пардон. Како си, Лара? Супер, фала ти Да. на убавата најава. Фала Супер сум, многу. како си ти? Супер су. Великденски расположени Великденски, Емче. да. Великденски, па и ти како си денеска на Фала ти Великден? мене што ме кажа. Јас одлично се чувствувам, малку сум разочарана што ми се скрши јајцето, ама
Тоа мораше некој друг да биде. Едно машко ни ги скршите јајца. Уроци, Не Гледате. Срамота е да изгубам мислам. Сега извинете. Јас мислам уроци. Уроци, така е. Уроци. Имам неколку интересни прашања за вас. Дали спремни? Спремни, ајде. Ќе видиме. Ајде да продолжиме Опасна забавата. Ајде. Со жена. Или? Како сакаш? Ајде Лара. Дали денешната независност е реална или само естетика? Што мислиш? Секој си ги поставува своите граници во тој поглед. Тоа е мојот одговор. Добро. Независност, јас реков Што мислиш, Ивана? Па да, мислам ја тоа. Што мислиш? Нема мислење. Јас те разбрав дали денешната независност Да, на Република Да, иначе Македонија. и јас прво. Јас така да разбрав. Викам великденска емисија спомнавме Македонија да збори нешто за независноста. Ајде. Дали мислиш дека жените денес повеќе се надпреваруваат што се подружуваат? Па да, мислам дека тоа е многу некако поврзано и со денешните социјални мрежи, сликите на социјалните мрежи, поготово таму каде што не можеме да видиме реалната слика, постојат секакви апликации, едитирање. Нормално сега секој сака да се представи во најдобро светло. И мислам дека постојано тоа некако жените го гледаат многу повеќе и се споредуваат една со друга. Мислам дека тоа е најголемиот проблем. Меѓутоа, мислам дека длабоко во себе само жена со жена може вистински да се поддржи, така како што Ако сака. ако сака, да. Ако стварно сака, мислам дека само жена со жена може да се разбере на еден левел на кој што мислам дека ниеден маж не би можела да ја разбере, така да Да, жена тешко може Да. да се разбере. да, На да. крајот од денот. Така да дефинитивно има поддршка, уште така, би рекла Рибалството да климава тргне, е. тамара. Да, ама мислам дека се движиме во еден убав правец кај што мислам дека се повеќе и повеќе гледам дека жените се поддржуваме. Јас за овој 8 март посакав помалку лицемерие, повеќе поддржување, но не на збор. Сите знаеме, јас те поддржувам Да. тебе. Не те поддржувам тебе. Јас само на збор. Јас ќе те поддржам ако те викнам во емисија, ако споделам тоа што работиш ти. Така, тоа е поддршка. Да, Не е точно. поддршка јас го поддржувам Јордан. Како Да. го поддржувам Јордан што сум кажала? Молим. Мислам не. Тоа е само едно чисто лицемерие, така што помалку лицемерие. Повели Емче. Ајде. Можеш ли да ни испееш метал? Браво. Метал? Да. Нешто. Never care for what they do, never care for what they know, but I know. Металика, една песна. Една од моите најубави песни. Браво. Мислам, И најомилени кажав, песни. и кажав сега со што Да. си била растана и она ме слушнала и се запишала. Да, стварно. Може татко ми да потврди, тука е тие стварно постојано по дома пуштаат таква музика и некако ми е останата во подсвеста. Мислам и да сакам да ја избришам, не можам. Дали сакаш да живееш на планина? Да, сакам тоа го кажав. Ова го има прочитано. Сакам многу. Значи пред неколку дена Зошто планина? Бев пред неколку дена на една приватна фарма во Катланово и значи луѓе не знаете как најубаво чувство на цел свет, мислам дека ми е тоа. Пошто имаш и животни, ја многу сакам животни и буквално чист воздух, некако главата ти е намираш, се вика, не мислиш на проблеми, мислиш дека светот е совршен, поготово ако се погоди убаво сончево време и некако сваќам дека животот е многу повеќе од се што ни е представено на тие мали екрани, така да Да, ама на некако планина реално тешко е да живееш мислам надворот. убаво е, ама да, колку да. можеш
Да функционираш, да би бидеш... сакала, мислам, јас Лара на ова- планина. Јас ова го имам кажано, мислам, некогаш во животот, јас да имам многу пари, јас би си ги вложила во нешто такво и да можам, што се вика, да избегам од реалноста дена од некогаш. 7 Да, таму. да можам да отидам да си одбарам. Мислам дека е најубаво е за инспирација. Пример, кога работам на авторска музика, без разлика дали за мелодија, дали за текст, најубаво е кога ќе се изолираш некако и кога ќе останеш сам со своите мисли. И мислам дека тогаш емоциите се најсилни и најубаво можеш да ги преточиш Преточиш, во музика. така. Да. Затоа. Браво, Емче, за прашањата. Браво. И следи тоа ми се свига. Добре, добре. И сега, Јордан. Ајде, Емче, да видам што имаш подготвено за мене. Дали сакаш да живееш на планина? Па добро, тоа е веќе дел од моето живење. Јас потекнувам од село Подаре, што е Радовишко село. Така да во многу интервјуа јас го имам тоа потенцирано дека јас мојата официјална адреса е таму, иако сум на повеќе места. Се чувствувам најсмирен, со најчисти мисли. Градот, поготово ете Скопје, за нашата земја е централата кај што се одвиваат сите работи. Меѓутоа овде, бидејќи има многу информации, секој се бори за нешто прави, така да ќе наидете на многу луѓе кои што не се баш, да речеме, со она вистинско лице кој што треба да бидат, и тоа знае многу да, кај вистинскиот уметник тоа знае многу да ствара конфликт. Затоа јас ги завршувам моите обврски, меѓутоа бегам надвор, затоа што едноставно мирот за мене нема цена. Ете, истото сега што го кажа. А тоа не е нешто, да речеме, чудно, знаете. Јас сум патувал доста и многу луѓе кои што се од високата класа, значи тие живеат некаде надвор, нормално во многу посредени средини, убави паркови и така натаму, кај што нема гужва. Кај нас престиж е да се биде во центарот. Да, А секаде во светот Да, тоа не е баш престиж. така е. Мислам, убаво е, меѓутоа не е Ние приоритет. сме назад со времето, за Не е приоритет. неколку години може ќе дојде кај нас. Ајде, Јордан. Ајде, Емче. Ама гледај како вака ти се врти да ни прочиташ нешто. Не, она упорно вака ги крие од мене. Пеш за лојалност или љубов, Така? но дали славата некогаш ја тестира на твојата верност? Апсолутно, апсолутно. Ние сме секој ден на некој тест, сите сме изложени на одредени, така кажано, искушенија. Така да тоа е нормално, тоа е човечки. Но прашање е колку човек нели од тоа ќе успее на некој начин да постави некои своји граници. Инаку нема човек кој што не подлежи на такви искушенија, на лојалност, на се што значи верност и така натаму. Меѓутоа, сепак тука се гледа колку човек може да има контрола врз себе. И јас се трудам да имам контрола. Се трудам. Браво, браво Јордан, браво. Ајде, кога жените прилагат на свадби, Добро. ги игнорираш или уживаш во вниманието? Назови за љубов. Здрави за среќа. Не, апсолутно, јас ги гледам како мои почитувачи на мојата песна. Така да и на тој начин приоѓам, не приоѓам со, да речеме, некои други Мисли. и така натаму. Така да нормално дека уживам. Кој не ужива во добро друштво, убави жени, и фала му на Бога што се ужива во убави жени. Дај Боже човек да ужива во убав маж. Победи. Дали си задоволна со тоа? Наслов како ќе најдеш тоа. Браво. Емче, да не кажам нешто што не треба. Мислиш ли дека диаспората те сака повеќе од публиката дома или е тоа избалансирано? Сега веќе избалансирам. Пред 10 години, првите мои 10 години од кариерата, некако повеќе прво ме прифати диаспората. И бев застапен секаде, од Канада до Австралија, цела Европа. И многу луѓе таму кои што ме перцепираа како фолк звезда, за овде кога ќе им кажа ќе одиме на Јордан Митев, имаше реакции од луѓе
чекај, кој е тој сега? Или некои ме знаат, некои не ме знаат. Но со годините веќе се избалансирани работите, така да тие што се слушатели на македонска квалитетна фолк музика во поновото време, за мене нема разлика помеѓу диаспората и овде. Ја почитуваат ли новата генерација артисти или мислиш дека ја уништуваат традицијата? Па види, не би рекол ја уништуваат традицијата. Новите генерации, како што разговаравме пред емисија, растат со телефони, со iPad-и, со компјутери и така натаму, многу информации, многу бои. Така да нормално е да новите генерации таа традиција која што ја имаме ја на некој начин представуваат на еден поинаков начин. Еве замислете некое дете што живее овде во Скопје, во некоја, да речеме, на зграда на Пети спрат, кај што тој нема контакт со таа рурална средина каде што се родила традицијата, зборувам за она вистинска оригинална традиција. Нормално е да тоа дете, да, ќе му кажат родителите, дедо, баба, нели како е, што е, дел од тоа ќе земе, меѓутоа дел ќе имплементира и од самата средина кај што расте, самите другарчиња, и од тоа ќе се роди некој хибрид на некоја нова традиција. Но тоа е моментално. Како што ќе созрева тоа дете или човек кој ќе стане, нели, кој ќе се развива, тогаш мислам дека ќе самиот ќе се коригира и ќе види каде, да речеме, каде ја можеби уништил, да речеме, под наводници традицијата, а каде треба да ја, да речеме, коригира во позитивен смисла. Така да не би рекол дека ја уништуваат. Секој ја презентира традицијата на свој начин. Порано традицијата се пренесувала од вака усмено, од човек на човек. Денес имате едни куп информации, нешто ќе види од Македонија, нешто ќе види од Турција, нешто ќе види од не знам каде. И од сето тоа ќе се создаде некој сопствен свет. Што тоа е нормално за денешното живење. Ние сме 2026 година, ние сме 903. Така да сите тие еволуции се најнормални, поготово во денешно време. Но кај нас традицијата во споредба со многу земји е и како многу застапена и многу зачувана. Многу. Значи ние имаме богат фолклор кој што се чува, кој што се негува и тоа е добро. Тоа е добро. Добро е и што имаме нови стилови кои што доаѓаат од запад, поготово од Америка, и тоа е добро. Значи ние сме едно таков мост помеѓу западот и истокот, каде што овде и затоа е нашата музика богата, пример. Затоа турбофолкот некој нели го многу потценува, меѓутоа во турбофолкот вие може да слушнете и фолк, и рок, и рап, и многу работи. Но кај нас нели има кога некој сака да се направи многу паметен, јас не слушам турбофолк. Да, не слушат, меѓутоа сите се веселат на него. Да бидеме искрени и реални. Поготово после 12 часот. Слушаат турбофолк, всушност кога ќе излезат на турбофолк, а другиот ден ако има диџеј, се најголемите како се викаат клабери. Да. Еден ден се клабери, друг ден се турбофолкери, трет ден се фолкери, а четврт ден може да се само кон поп музиката настроени, а петтиот може и металци да се, не знам. Јас мислам дека сега периодично. Да, извини што те прекинам, но Извини, мислам дека јас ве прекинав сите. Не, мислам муавета, така да сега си кажува што мисли, него мислам дека сега некако нема многу е измешано тоа што се слуша во клуб, тоа што се слуша во кафана, некако нема многу разлика. Мислам дека и да отидеш во клуб можеш да го слушнеш истото што би го слушнал во кафана, ако седнеш, пример. Да. И тука малце мислам дека е измешано тоа и не е дефинирано која музика за каде. Пример, многу убаво одговара кога ќе седнеш онака мерачки што се вика во кафана, да, убаво да се напиеш, да јадеш со пријатели, баш онака мислам и да оди народна музика и баш тоа некако ми одговара со атмосферата. А некако во дискотека кога ќе отидеш, тука одговара оној турбофолк, ама мислам дека по брз веќе или некоја поп музика, дури странско, мислам дека нели по логично е така. Сега се е некако измешано и ми нема дефиниција која музика е за каде. Како малце така се измешани сите стилови и ради тоа
го се случува тоа што кажуваш. Секој ден сме различни. Да. Види вака, стануваш и си со различно расположение. Какво расположение, така и И самите луѓе не можат да одредат што повеќе им се свиѓа затоа што некако се Се имаат, да. да. Една вечер. Да, се согласувам. Значи, пак ќе кажам, се што е убаво и за секој производ, за секоја музика си има соодветна прилика кога човек ќе ужива во тоа. Значи, кога правите свадба, вие не може да направите свадба со джез. Зависи ако Па, сакат зависи. джез. Да, ако се Да. љубители. Да, меѓутоа, знаете како да ви кажам, и джезот е на некоја друга територија во светот традиција. Да. Само надградена традиција со спојна класика. Така да, вие може да го имате джезот во еден сегмент од вашата прослава, меѓутоа цела вечер не може да поминете со джез. Сите нема да уживаат Сега. фактички, сите Исто гости. како што така, цела вечер така. не може да помине со зурли и со тапани. Да, точно. Не разбирате. Така да, ако ќе направите еден убав спој на поп, на джез, на фолк, на класика, тогаш значи сте дел од целиот цивилизиран свет, да речеме. Така да мене не ми се допаѓаат луѓе кои што се ограничени. Тоа е тоа, јас сум тој, не знам, голем интелектуалец, јас слушам само тоа, слушам само Рахманинов, само Шопен. Да, окей, тоа е убаво да го слушаме Рахманинов и Шопен, меѓутоа ние со тоа не може да заиграме ора сега, извини. Така да, се си има исто како јадењето сега. Ние може да јадеме тортата да биде најубава. Ама ако јадеме 7 дена торта Така е. наутро, за ручек и вечера, и ќе речеме, аман со ова тортава, дај испражи јајца, Дај молим месо. те. И нешто друго. Не разбирате? Да, јас те разбирам и Да, многу ми е потполно драго се што согласувам. многу некако многу се расположи. Така јас си се сум тако- отвори во разговор. Ама јас сум скроз. расположен секако, само што вие не ме познавате како Така е, така е. Прв пат си ни Не се гостин. дружите со мене. Прв пат си ни гостин и многу ми е драго што тоа е така. Извини, Емче, дали имаш уште прашања? Не, готово. Сега имам две ваучери, 2000 денари Од другата страна стварти ги да се гледа. О. Иако се многу мали, Од аристократ. штеделе на хартија аристократ ќе ги искараме нареден пат поголеми ваучери да ни дадат. Имам две 1000 денари од Аристократ кафе. Аристократ кафе е најдоброто место во градот, а имам многу пијачки, многу... Благодарам. Фала ти, Емче, фала. Ќе пиеме кафе. Се подзамисли малку, ама Емче остани со нас тука, ние имаме уште неколку прашања. Сега затоа што имам уште неколку прашања кои што сакам да ги поминеме, ќе ве замолам, пример, јас ќе ви поставувам прашањата да бидат со кратки одговори. Многу збуи. Па не дека многу убав ни беше разговорот како и да, но сепак да ги поминеме и ова се што имам тука, еве, некој ми запишал, само сум се запишал. Лара, ти во последно време често споделуваш слики со твојот партнер. Кажи ми, а морам, гледаш како од нигде никаде, од музиката директно Ако- љубов. ако. Често во последно време споделуваш слики со твојот партнер, па сакам да те прашам, ете, што те привлече кај твојот партнер? Тетоважите ли? Не сум веќе со него. Мислам, имавме убава врска, меѓутоа сваќам дека не бевме компатабилни да може некако да се носи со моето темпо на живот и сметам дека треба да имам партнер кој што можеби ќе има повеќе амбиции понатаму, со тоа што во добри односи завршивме, не сум во лоши односи со него, само решивме дека секој треба да се тера, барам сега за сега, по свој пат. Иако се уште јас го почитувам како човек и сме поминале многу убави моменти заедно, меѓутоа младост лудост како се вика. Јас не знаев, се Да. извинувам и што Не, поставив нема прашање на вистина. Мислам, еве ексклузивно кај тебе во емисија, ама срекна сум си, постојано сум си заљубена, така да терам со животот. Па млада Така сум, треба, мислам, така е, така. 21 година, сега теќе полнам 22, така да мислам дека ме... А веќе втор албум. Само момент, за музиката повторно, само имам Ајде. уште неколку прашања. Јордан, кратко, што мислиш? На што најчесто паѓаат жените денес? Што паѓаат? Зависи кој на што сака да паѓа. Мислам дека треба да паѓаат на паметните момци, на добрите момци. Добро. Да не паѓаат многу на тетоважите. Да, тетоважата е добра.
Извини, ја не знам за кого разговарате. Тетоважата е добра, тоа е сето кул, ова она. Немче мажат. Меѓутоа треба да паѓаат на паметните деца, затоа што секоја авантура или тоа убаво време има рок на траење. Кога ќе помине тоа, тогаш доаѓа до израз квалитетите на еден маж, на еден човек. Така да, а што пак е, да се вратам на твоето конкретно прашање, зависи од личноста. Ова е многу широк поим за мене и широко прашање. Зависи од личноста. Мислам дека доста паѓаат на некои момци кои што можеби ќе ги привлечат со нешто, со нивниот шарм, со нивни некои, не знам, трикови и така натаму. Ветувања, не знам, скапа кола, а може таа кола да биде на кредит. Така е, да. Така да да не го прават тоа. Зависи од личноста. Да не го прават тоа, да. Сакам да кажам само дека ако имате товажи не значи дека не е паметен, чисто не, само апсолутно, да не бидам погрешно сватен. Да, точно, затоа и поправив. Да. Што мислите, кој побрзо се заљубува? Мажот или жената? Ти, Јордан, еве пример во твојот брак. Кој побрзо се заљуби, ти или сопругата? Искрено кажи ми се. Види, јас сопругата е запознат во мои прилично зрели години, на 28. Има многу работи. Секако визуелниот, надворешниот изглед е важен. Меѓутоа, многу е важна душата, важно е колку има разбирање за мене, конкретно за мене. Јас сето тоа што смитам дека се големи вредности, ги најдов во мојата сопруга. И денес тие вредности остануваат тебе после 8 години брак. Имаме 2 прекрасни дечиња, така да во ниту еден момент, не дај Боже, немам помислено и се немаат поместено тие, да речеме, тие вредности кои што ги имам видено тогаш и сега. Ти се зајуби прв или жената? Сопругата? Тешко ти е да кажеш, мислам дека јас бев прв. Ете, тука лежи зајако, тебе го требаше да се зајако. докажувам, ама тоа е добро. Тоа е добро, значи треба да се покаже. Добро, Лара, што мислиш ти? Жената или мажот? Кој попрв се заљубува? Мислам дека зависи до ситуацијата, ама жените се некако поемотивни и некако мислам дека полесно паѓаат на тоа што он кажа зборови повеќе отколку, а мислам дека треба многу повеќе да се гледаат делата, општо мислам. А кој прв се одљубува? Ете, тука се заљубуваат. Жените. Така? Мислам дека жените, затоа што кога жената сваќа дека односот не е како што треба и мислам дека многу полесно ги воочуваат проблемите и таа веќе уште додека е во врската, веќе пополека сваќа дека не е тоа и кога ќе дојде моментот кога нели ќе прекина врската, мислам дека жената е веќе силна и спремна понатаму што и како сака да прави во животот. Можеби не е секој случај, меѓутоа еве лично јас сум имала такво искуство. И јас можам да го потврдам како жена. Јордан, како зрел и стабилен човек со високи човечки вредности, каков маж би препорачал на Лара да чува, а каков да избегнува? Многу филозофија, многу тешки прашања. Вака за Великден. А до сега кажа. Го кажа, на кратко само. Јас кажав се што мислам. Неизин избор. Неизин избор, како да ви кажам? Знаете, ако нешто за мене е добро, тоа не значи дека и за вас е добро или за некој друг маж. Секој нешто гледа некои вредности од искуство. Да. Па јас би препорачал на Лара, мислам дека нема да сгреши ако најде маж како мене. Добро. Мислам дека затоа што ќе биде почитувана, Да. затоа што зборувам јас како сум према мојата сопруга. Ќе биде почитувана затоа што ќе се грижи за се, затоа што ќе размислува, затоа што ќе биде голем борец како за себе така и за целото семејство. Секогаш ќе биде заштитена. Што уште друго? Ова Да, јас заслужува мислам, да. аплауз. Браво, Јордан, браво!
Убаво си каже, стварно е така. Лара, слушаш ли совети вака која ќе ти даде Да, некој да. човек? Мислам, човек со искуство, не човек рандом човек. Да, многу слушам совети, мислам и вака од луѓе што и ми се блиски, но и вака луѓе што знам дека имаат искуство во нешто што ми кажуваат, дефинитивно секогаш прифаќам совети. Што знам дека понатаму би ми помогнале. Да, меѓутоа, само извини да се надоврзам. Бракот некогаш и не е до тоа што вие ќе одберете. Некогаш животот, за жал, сервира нешто кој што можеби човек подоцна може да види дали сгрешил или не сгрешил. Така да, некогаш е судбина, а најчесто е судбина, затоа што на почетокот сите работи се, нели, се е како во бајките, се е ова, се она, меѓутоа проблемите доаѓаат подоцна. Така да, некогаш е и вистина среќа и дар од Бога, доколку вашиот партнерка, Така е. вистина се погоди и биде како што треба. Ете, фала му на Бога, кај мене засега, каде има дрво да чукнам. Вика, те помилувал Бог ако ти се вари. погоди жената. Да. Или мажот. Така Сега сакам туку уште две прашања само тука што ги имам напишано, кога веќе отворивме оваа тема. Дали пеачите се верни? Постојат многу зборувања и мислења дека нели пеачите се самите по себе изложени на многу жени, на многу мажи, на многу луѓе околу нив. Па мислам дека не само за тоа дали се верни или не, општо за пеачите има многу предрасуди во секој поглед. Така да тоа повторно ќе кажаме индивидуално, секој си одредува како ќе постапи, а мислам дека без разлика на тоа дали си пеаш, дали си со било која друга професија да се занимаваш, мислам дека треба да си верен и на својот партнер, и на своите пријатели, на својата фамилија, на својата работа, буквално на се, затоа што ако не си верен на луѓето што се околу тебе и тие работи кои што те прават среќен, што ти останува? Така некако би го преточило тоа. Тоа е така. Да, за пејачите или воопшто за естрадните уметници, нели, има, но тоа е останато, мислам дека од порано. Да. И за водителите, и за Да. сите кои што се занимаваат Тоа е со останато јавен. од порано така да речеме некое мислење, што јас не се согласувам. Зошто не се согласувам? Бидејќи кога си јавна личност, поготово јавна личност од да речеме од прва категорија, тогаш вие и да сакате, еве да речеме хипотетички, и да сакате да направите нешто, вие сте 100 пати повеќе изложени, 100 пати изложени на било каква опасност. На злоупотреба, секој може да ве фотографира, од тоа може да ви пропадне кариера, живот, брак, се. Така да, во денешно време, мислам дека таа дефиниција за зборувам сега за вистински естрадни уметници, не зборувам за фолиранти. Фолиранти има многу, во секоја сфера. Така да, не се согласувам тоа дека, сите пејачи се не знам што. Па имаме вини на Балканот, земете ги сите сериозни уметници, се сериозни домакини. За кого сакате да разговараме? Дино Мерлин е човек со многу вредности. Здравко Чолич. Да, он е шармер, едно друго, меѓутоа сепак има свое семејство, свои деца. Може би некој, нели, промашил во првиот брак. Тоа е нормално, ама тоа е нормално и да работите во канцеларија и не знам каде, не знам во институција. Дури и тие што работат обични работи можат да направат повеќе отстапки и може да се скријат многу полесно, е така да бидам директен, отколку јавна личност. Па јавна личност, вие само што ќе излезете на улица, мислам, ако не секој третиот човек може да рече, чекај, кој е овој човек? Ама чекај, овој која е жена со него? Жена му е или не му е жена, пример. Така да, мислам дека верноста во овие години е многу поголема кај естрадните уметници. Така мислам. Добро, сега ја оставаме верноста, затоа што, како ми кажам, многу сериозни теми ти ми направи за великденска емисија. Да. Реално, дали може да запееме уште нешто за крај, да поздравиме македонската публика? Јас сакам да ви се заблагодарам за тоа што бевте искрени, отворени, насмеани, расположени, позитивни, баш фино ги одговаравте сите прашања, пример, немавме никакви ниту конфликти, ниту ништо слично.
Само да напоменам на кратко, затоа што Лара го вади својот нов албум, морам тоа да го заборавив да го кажам, да оставиме простор за тоа, да оставиме простор за Јордан да каже доколку прави нешто ново или сака да го испромовира. Во секој случај и после да одјавиме емисијата со песна. Да, како што спомна, припремам доста песни кои што ќе влезат, некои и веќе кои што ги имам издадено ќе влезат во албумот, меѓутоа спремам и околу 10 нови кои што ќе видам дали ќе искочат одеднаш, дали ќе излегуваат некој сингл, па би правела комбинација EP како што извади веќе предната година, да. Меѓутоа се работи на многу нова музика и искрено вложувам доста труд и баш ќе ми биде мило доколку им се допадне. Така да едва чекам да извадам се што припремам овој период. Ајде, чекаме да слушнеме Јордан. Одлично. Многу среќа. Фала ти. Многу среќа. Многу хитови. Среќа, Лара. Па јас во овие години си изнаработив доста, имам доста песни и нешто што е големо за оваа година за мене, еве јас ексклузивно ќе го најавам. Веќе е закажан мој голем концерт на 26 декември, уште е рано, меѓутоа кај професионалците неколку месеци е кратко време. Точно, каде? Во Јане Сандански, Браво. Одлично. овде во Скопје. Така да ќе се потрудам да покажам едно ново ниво на македонскиот фолк, како музички, така и визуелно, сценски. И ќе ми биде драго доколку вие бидете мои Секако дека гости. Фала ти на одидеме. поканата си Да, го ќе 26 декември, тоа е сабота, последната сабота од годината, само да сме здрави и живи до тогаш. Ајде, Одлично. Ќе се потрудам да ќе направам таму. нешто квалитетно. Да ја наполниме Јане Ајде. Сандански на 26 декември, да си поминеме убаво, да пееме песни. Лара, ти посакувам секако успеси со новиот албум, да ги слушаме песните, да ги пееме, да ни бидете повторно гости. Убаво ли си поминавте? Одлично. Ви благодарам. Синхронизирано. Уште Убава. еднаш. Да. Убава енергија. Фала ти многу на Да. поканата. Стварно беше преубаво. Ви благодарам и јас на преубавата енергија, на тоа што бевте позитивни. Македонија, се надевам дека си поминавте ова празнично време заедно со нас. Уште еднаш да го честитам големиот христијански празник Великден. Христос воскресе, вистина воскресе и ајде да слушнеме уште една песна како за крај и така да ја завршиме емисијата. Па еве, бидејќи е Великден, нека биде за многу години македонци, каде и да сте. Да, им се запеа. За многу години мој народе на Македонија. Браво, Емче. Со љубов сега да наздравиме, љубов голема. За вечна да и биде среќата на Македонија. Имам и уште по некој подарок, што сум заборавила да го земам. Не ми треба зум. Емче евро кремче. Што си направила, човече? Шо е ова, бе? Ивана! Ивана! И се меши сега ти, она. Леле, по 5 прашања ви напишала. Ивана! Ако Добро. Може? Христос се роди, а ние се гледаме следна недела повторно. Довидување. Извини, морам те коректирам. Христос се воскресе, да.